Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Политичките игри и манипулации со јавноста, што изминативе денови, а и денес, се обидува да ги протне ВМРО ДПМН, не поминуваат. Граѓаните точно знаат кој го штити криминалот и кој не сака да има одговорност за сите злоупотреби што биле правени. Ставот на СДСМ и на пратеничката група во однос на разрешувањето на Катица Јанева е повеќе од јасен. Нашите пратеници гласа за незино разрешување и на Комисијата за прашања за избори и именувања, а ќе гласаат и денес на оваа пленарна седница. Но исто така, мора да нагласам дека ние и како партија и како пратеничка група сме одлучни и истрајни. Правда мора да има. Правда мора да има и ќе има за секој што се огрешил пред законот. Сега веќе е кристално јасно зошто политичкиот диалог и средбите меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН не успеваат. Не успеваат затоа што ЗАЕВ и СДСМ сакаат да продолжат предметите и истрагите на специјалното јавно обвинителство, а Мицковски и ВМРО ДПМН прават се тие да запратат. Се друго е лажна вест. Во повеќе наврати изминатиот период се покажа кој е за правда и правдина, за вистинска борба против криминалот и висока корупција и за еднаквост пред законите. Лагите и манипулациите на ВМРО ДПМН, лажните обвинувања, лажните вести нема да помогнат да се смени сликата што имаат граѓаните. А тоа е дека ВМРО ДПМН со години наназад во ВМРО ДПМН царуваше криминалот и корупцијата. Лажните тврдења дека ЗАЕВ и СДСМ не сакаат договор со опозицијата, зашто наводно сакал да ја контролира истрагата за рекет, не успеваат. Вчера премиерот беше повеќе од јасен. Му предложи на Мицковски да се формира ново обвинителство за висока корупција кој ќе го води обвинител кој тој ќе го предложи, но под услов со законски механизам да се обезбеди дека предметите и истрагите на СЕО ќе продолжат. Што може повеќе од ова, почитувани колеги? Ајде да видиме дали СДСМ стравува од рекет или Мицковски е контролиран од неговиот ментор од Будимпешта и по секоја цена сака да издействува амнестија за неколкумина клучни играчи на претходниот режим. Нашите намери се јасни. Нашите намери се да обезбедиме висок степен на консензус за новиот закон за јавно обвинителство, кој содржи механизми за решавање на статусот на СЕО. Но од друга страна, добиваме сигнали дека тие имаат една и единствена цел, низ различни пристапи, обструкции и правни недоречености по секоја цена да ги пропаднат и уништат предметите и истрагите водени од СЕО. Поразително за граѓаните е што ВМРО ДПМН не чувствува минимум одговорност, што со своето негативно поведение ја држат во заложништво сигурната иднина на граѓаните и свесно работат на штета на евроатлантските интеграции. Многу добро знаете дека од решавањето на статусот на СЕО во голема мера зависи дали ќе добиеме датум за преговори со Европската Унија. Мицковски и ВМРО ДПМН ја жртвува иднината на државата, само да го амнестираат криминалот на ВМРО ДПМН. Но кога видува дека и покрај случајот рекет и покрај блокадата на носењето на законот за јавно обвинителство нема да успеат да го заштитат криминалот, почна нервозата. Почитувани граѓани, тешко лицемерие е било кој од ВМРО ДПМН да обвинува за криминал и корупција, кога ниту еден од нив, ниту еден, не собра храброст да им се извини на граѓаните за пустошот во периодот од 2006 до 2016 година. Нивниот почесен председател и вистински шеф на партијата е во бегство во Будимпешта. Тоа најдобро зборува за нивните мотиви да прават хистерија. Опозицијата со сите сили
се труди да наметне перцепција во јавноста дека скандалот рекет е сличен со криминалот, корупцијата, пустошот што се случуваше за 11 години за време на претходниот режим. Со сите сили се труди да направи сличност помеѓу две влади предводени од две различни партии. Бадијала се мачат. Ние не сме и никогаш нема да бидеме исти. Разликата е огромна. Сега секој кој се огрешил пред законите одговара и ќе одговара. Ајде запрашајте се кога во време на Груевски можело да се замисли јавен обвинител да биде во притвор. И да не заборавиме друга работа. Катица Јанева беше избрана со политички договор и беше усогласен предлог на 4 партии. Сигурно не сакате да ви цитирам што кажуваше Груевски за изборот на Катица Јанева и за неја како личност. За разлика од нив, кои што целосно го партизираа и контролираа судството, нарачува обвиненија и пресуди, денес правосудните органи ја тераат целата постапка ослободени од каков бил политички притисок. Сите функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија целосно ги охрабруваат да ги расчистат сите околности, сите, од прв до последен. И да бидете сигурни, доколку се утврди минимум одговорност на некој функционер, ќе се делува без пардон. Ние не сме ВМРО ДПМН. Немаме намера, како што тоа го правеа Груевски, сега Мицкоски или претходно Мијалков, да злоупотребуваме органи на прогон, за да правиме пиар и играјќи со човечки судбини. Целата јавност имаше прилика да слуша како тоа се правило во времето на претходниот режим. Почитувани колеги, верувам дека никому од нас не му е лесно после се ова што се случи и се случува со Катица и со случајот Рекет. Ние, како пратеници и граѓаните, имавме целосна доверба во Катица Јанева и затоа не е пријатно да постојат сомневања и индиции дека специјален јавен обвинител е вмешан во одредени противправни действија врзани со наводно тргување со правдата. Факт е дека ниту далеку поразвиени општество нашето не се имуни на висока корупција. Не се сите луѓе или не сите луѓе реагираат исто и се справуваат со одговорноста која им е дадена и со моќта со која располагаат. Едноставно, некој може да скршне од патот. Но најважно е дали институциите реагираат и се справуваат со овие појави. Тоа во моментов се случува. Погрешно ви е верувањето дека скандалот Рекет може да ја загрози целокупната борба за ревитализација на општеството. Нема правда, нема мир беше паролата со која дојдовме на власт. Нема правда, нема мир беше една од главните пароли со кои дојдовме на власт. Тоа ќе го испорачаме. Оваа земја ќе ја биде. Нема да дозволиме никој да ги држи во заложништво евроатлантските интеграции. Вашите обиди да ги спасите сегашните и поранешни ваши сопартици се провидни. СДСМ нема што да крие. Ние не бегаме од критика никогаш, ама нема да дозволиме истрагата да се претвори во лов на вештерки. Граѓаните се уште многу добро ги паметат гревовите на ВМРО ДПМН. Следните избори, кога и да се случат, тоа ќе го потврдат. Сакали или не, да прифатите оваа сурова реалност за вас. Правната држава е спасена, колку и тоа вас да не ви се допаѓа. Токму затоа сакам да ја уверам целата македонска јавност, одговорност ќе има за сите инволвирани, без разлика на политичката или било каква друга припадност. Секој кој ги прекршил законите ќе одговара и за тоа нема отстапување. Одговорност ќе има и за инволвираните во случајот Рекет, но и за сите оние случаи во кои се вклучени функционери на ВМРО ДПМН, за кои се водат постапки или се отворени предмети, како Титаник,
Твърдина, Таргет, Транспортер, ТНТ, Титаник 2, Тортура, Твърдина 2, и така натака, и така натака. Почитувани граđани, на крајот сакам да кажам една порака јасно. Нема политички игри и нема такви блокади кои ќе ја спречат правдата. Времето на режимот на ВМРО ДПМН помина. Институциите се ослободени и ве уверувам дека ќе ја завршат работата до крај и покрај сите нивни блокади и обструкции. Благодарам.